Општина Кочани доби 3 милиони денари и одобрени 2 проекта за хортикултурно уредување на училишните дворови по јавниот повик што го објави владата за реализација на програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година. Со цел да се намали аерозагадување од институциите во централното градско подрачје, наменети се средства за набавка на опрема за грејење, вентилација и климатизација во Центарот за култура Бели Мугри, а ќе се изврши озеленување на дворните површини на основните училишта Свети Кирил и Методи и Никола Карев. Енергетската ефикасност ќе биде подобрена и во основното училиште Малина Попиванова, каде што ќе се реконструираат кровот и фасадата на училишната зграда. Заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули и градоначалникот на Кочани Николчо Илиев посетија дел од објектите кои се опфатени со мерките за реализација на средствата од програмата за намалување на аерозагадувањето. При средбата со директорите, заменик министерот беше информиран за потребните идни интервенции за подобрување на зелените површини и енергетската ефикасност. Распределбата на средствата од програмата за намалување на аерозагадувањето, што се реализира преку Генералниот секретаријат на владата, е базирана на месечните извештаи од Државниот автоматски мониторинг систем во 2019-та, кој покажа дека минатата година во Кочани имало 66 денови со надмината 24 часовна гранична вредност на PM10 честичките.